Трета средба во Старо Нагоричане, нешто за кое што вие можете да ни кажете искуство и од минатите 2 години или од минатите 2 средби за организацијата оваа година, па дали да почнеме малку со ретроспектива за нели биографијата или па можеме да споменеме со детали за она што следи. Да, додека вие говорите кидат нели фотографии всушност од претходните 2 средби и некои добри фотографски мемории од далечната 8 мај 78 година. Може ли да ни раскажете всушност прво и за вашето дејство во Старо Нагоричане, како тогашниот живот и можеби средина влијаја врз вашата љубов кон спортот, па потоа и дисциплината која што носите како подполковник од армијата на Република Македонија? Да, секако може по било која тема и по било која прашање да се произнесеме. Да представиме целта, идејата што беше зошто спортските легенди доаѓаат на ова место секоја година. Слободно говорете, слободно зборете. Спортот ви е во крвта уште од млади години. Кој спорт ви остави најголем впечаток како учесник, можеби или организатор и зошто? Вака од спортот во моите гени е од моето рано детство. Комплетно спортот во целина, меѓутоа посебно гранките фудбал и бокс. Тоа е љубов према тие 2 гранки, меѓутоа и кошарката и останатите спортски гранки ги пратам од мало на ниво, можеби чак и на професионален ниво. Како љубеник во сите спортски активности. Што се однесува до фудбалот, од малото детство тука во Старо Нагоричане, со моите другарчиња, со оние топки крпени игравме и се напојувавме со радиопреносите у тоа време многу интересни од цела Југославија, со уши на транзисторот и се замислувавме кога и ние би биле таму на тој догаѓај, кога и за нас би се пренесувало. Тоа мечта беа детски, фантазии, но како годините одминува, јас во раната младост веќе почнав да се бавам со фудбал званично, да тренирам. Моите први стапки, почетоци беа во ФК Вардар во Скопје, 1973 година во генерација на Ѓоре Јовановски, Мицевски, Оџаков. Тие успеа, јас не успеав. Имаше меродавни тренери, јас бев во класата на прославениот фудбалер на Вардар, центрафорот Петар Шолинчевски, кој ни кажа на поединци дека би било добро да бараме други средини. Јас заминав во ФК Скопје од автокоманда, каде што многу брзо направив една, според мене, видно завидлива кариера, во смисла на неколку месеци само представо тој клуб јас постанав капитен на фудбалскиот клуб Скопје од автокоманда, за да брзо заиграм и за првата екипа на ниво на тогашната македонска фудбалска лига. Прилично убава биографија. Од фотографии гледаме од вас во моментот, претпоставам дека оваа гозба и гезме кое што е токму во Старо Нагоричане со спортски легенди од можеби минатите 2 средби кои што сте ги имале. И сега сме во најава на третата која што ќе се случи на 8 јуни. Да, сега на 8 јуни 2025 година ќе се случи трета традиционална средба, наслов Светски спортски легенди кај фамилијата Марковиќ во село Старо Нагоричино, во близина на Куманово. Идејата зошто вакви средби потекнува од мојот долгогодишен мојата љубов према спортот и моите контакти, па и некои директни учества во едни големи настани во поранешната наша држава Југославија, која беше светска велесила во спортот. По тие причини, во овие подосечни години од животот, кај мене се роди идејата да повторно се сретнеме со тие легенди, всушност, и на тој начин да им одадеме едно признание за нивните светски достигнувања,
но и да им дадам можност на овој простор овде да се сретнат повторно. Конкретно на првата средба и на втората средба имавме спортисти кои се сретнаа после 40 години. Тоа беше моменти каде што емоции проработија, паднаа по некои солзи радосници и во тој момент јас сад сознав дека целта во потполност ја остварив. Значи повторно да ги обединиме, да ги погледнеме, да ги гушнеме, да им дадеме признание на тие легенди за кои ние станувавме, нашите постари генерации посебно, станувавме преку ноќ, бидејќи ради временските разлики, нели, во Олимписките игри во Канада, во Северните американски држави, на било кои простори, да ги гледаме преку ноќ и ни ги исполнува, во повеќето случаи нашите соништа, нашите желби, со нивните победи не праве радосни, па кога тоа така, еве, да не паднат во заборав нивните величествени резултати, туку да им дадеме признание. Јас тоа го остварив минатата година и предминатата и ни дојдоа од сите југословенски простори на изненадување позитивно во македонската јавност, посебно во овој дел на Куманово, бидејќи поедини луѓе кои ги видоа, ги созда, сушност не верува, а во исто време беа и восхитени дека еден Тадија Качар се наоѓа во Старо Нагоричино, дека еден Шабан Трстен, олимписки шампион, е присутен тука и така натака, и моето срце полно со љубов према спортот и полно се исполнети мои желби. Да, читам во моментот гледаме инсерти, веројатно од таа убава околина, поточно тој убав амбиент во Старо Нагоричане, нешто на кое што веројатно оние кои што доаѓаат како гости, за кои што вие споминавте, се восхитуваат и уживаат во природата. Ако зборуваме со вас како човек кој што е цел живот во спортот и еве се на ваква убава иницијатива за собири на светски спортски легенди, ќе споменем уште нешто важно. Спортот некогаш и спортот денес, како и се, така и преку спортот или самиот спорт доживува трансформација, па и овие традиционални средби кои што се прават, зборувајќи за младите генерации кои што живеат во едно дигитално време, па еве кон крајот на ова наше вакво комуницирање или утринско будење, кој е вашиот впечаток, па може би и мислење за тоа колку младите денеска знаат така да се дружат преку спортот, да го изберат спортот при тоа како приоритет и да имаат една вистинска социјализација преку одредени физички активности? По тоа прашање јас сметам дека секоја генерација си носи свое време, така да тезата дека порано било подобро, дека поише сме биле оствариле успеси, тоа мислам дека не држи. Секоја генерација си има своји спортски јунаци, си има своји спортски идоли и едино само сметам дека поделбата на тој бивши југословенски простор нормално дека го разедини и квалитетот го спушти на можеби помал ниво, меѓутоа и сега спортските настани и сега и величествени имаме успеси на Георгиевски, на Олимписките игри, конкретно на Македонија, вице шампионот, така да едино е разликата што Југославија као целина беше во тој момент нормално и бројчано, ама и во вложувањата во спортот беа далеко на повисок ниво. Па затоа постигнавме како Југославија светски резултати, тоа беше светска велесила во спорт, во многу гранки, посебно во боксот, во одбојката, во ватерполото и така натака. И тие резултати, од тие причини, мислам дека веќе не би бил песимиста, но можам да кажам, бар моје мислење, дека тешко ќе се повторат во иднина, а би сакал да се повторат. Меѓутоа, имињата, медалите на Тадија Качар, на Вујковиќ, на Владимир Богоевски, на Шабан Трстена и да не заборавам редица велелепни спортисти. Со такви медали, мислам дека потешко ќе се оствари. На втората средба овде во Старо Нагоричино, минатата година на 15 јуни се одржа 2024-та, додека јас ги представував и давав мои медали во мое име и името на мојата фамилија, олимпискиот шампион Шабан Трстена, кој чекаше да го повикам на бина, избројал всушност и за неверување. Избројал дека јас сум собрал тука на ова место во Старо Нагоричино
38 олимписки медали, светски или европски. 38 медали, значи дали златни, сребрни, бронзени, но на ниво на Европа и свет. Тоа е величанствена бројка. Он се произнесе дека на земјинската кугла во тој момент веројатно немаше такво место каде што стојат 38 медали со најголемо одличие. Тоа е таква бројка, би сакал да се повтори, меѓутоа мислам дека тоа е малку потешко. Да. Ви благодариме пред се за јавувањето. Ќе потсетиме за овој трет традиционален собир или средба на големите спортски легенди од бивша Југославија и Македонија. Секако дека настанот медиумски ќе го проследат повеќе можеби и медиуми. Ќе потсетиме дека се Да, случува... имаме најавено повеќе медиуми. Да, ќе потсетаме дека на 8 јуни од 10 до 17 часот, местото веќе споминавме е село Старо Нагоричане, Куманово. Чедомир, ви благодариме за ова прецизно. Ете, се успеавме и аудио конектирање со вас токму од овој дел на Македонија. Еве, може да направиме и јавно вака да ве поканиме во некоја следна прилика, може да ни дојдете на гости да говориме секако и за вашата биографија. Сепак има убава, импонира вашата биографија како дел од армијата каде што сте биле всушност и како подполковник. Тука ќе заблагодариме за јавувањето и вклучувањето во утринската програма на Телма.